fakt дека има малку автори кои се преведени на германски. Имаше порано веќе од 90-тите години, мислам, Ким Мехмети, например, Руан Старова, значи албанци од Македонија. Почнува сега повеќе, да кажеме, како поет, например, Никола Маџиров е многу успешен, има многу убава збирка поезија во Hanser Verlag, што е еден од најзначајните издавачи тука во Германија. И редовно е на многу значајни фестивали и со тоа, например, тоа е многу убав почеток и сега пред малку имав среќа да го преведувам Гоце Смилевски, значи сестрата на Зигмунд Фройд. Сега излезе во февруари во Матес und Seitz, тоа е мала, ама значајна издавачка куќа во Белин за литература, белетристика. И многу сум среќен првен затоа што многу го ценам Гоце како човек и како автор, ама исто така зашто книгата се реципира, што е многу тешко во Германија. Германија има огромен книжевен пазар и сега критика во вестник да имаш тоа веќе тешко. Никола Маџиров, например, успеа да има добри критики во важни вестници и во радио, а и Гоце Смилевски имаше многу голема, многу позитивна критика во Süddeutsche Zeitung, само 2 недели после објавувањето на книгата. Работите на едно дело, веќе е завршено, да откриеме за македонската јавност што преведувате, чија книга, кој роман? Мојата роднина Емилија од Владо Урошевич, што исто така изгледа само сум среќен многу со тоа што го правам, ама навистина е така дека Владо Урошевич беше како првиот автор кој го читав воопшто, кога живеев во Македонија 4 години, само таму научив македонски. Во Лајпциг пред 2 години имавме една модераторка на читањето, која што е писателка и уредничка во Шпигел, што е многу значаен магазин тука, вестник. И таа беше одушевена и многу ми помагаше после. Значи тоа е знак дека сајмов многу е важен, може да биде важен. И на крај најдовме Deutscher Taschenbuch Verlag, што е многу голема издавачка куќа, една од најзначајните, мислам. Во DTV Premium се вика едицијата. Тоа е супер. Значи во таа издавачка куќа ќе излезе книгата сега на есен, во ноември, значи касно во есен годинава. Темата на книгата, колку јас се сеќавам, се раскази поврзани после Втората светска војна и каде што Урошевич го опишувал на старо Скопје. Како би мислите, каков ефект би предизвикале тие прикази врз читателската јавност во Германија? Добро, тоа е фактички е книга за детство во Скопје, што дава малку, како да кажам, екзотичен шмек за германскиот читател, мислам, ама пред се тие универзални теми, детство, тоа како фантастичното, чудото што влегува во секојдневниот свет. И тоа мислам за германскиот читател многу убаво и многу добро може да се сваќа. Исто така е Владо Урошевич опишува многу убаво како да влегуваш во тој свет. И дека Скопје игра важна улога, како реков, може дека за германскиот читател дава нешто посебно, малку екзотично, или со стариот хамам, со такви работи. Да кажам, да, мислам дека им дава нешто плюс, иако е универзална приказна. Благодарам.